Добар ден! На овој видео час ќе се запознаеме со хемиски елементи и атоми, значи што означуваат тие поими во хемијата. На самиот почеток, она што е особено важно е да разбереме дека се е изградено околу нас, па и самите ние сме изградени од материја, која што е составена од мали ситни честички кои што се невидливи со голо око. Тоа значи дека ние ако сакаме да фатиме некоја честичка во нашата рака, тоа едноставно е невозможно, бидејќи тие се многу мали и ситни. Ако погледнеме се околу нас, например мебелот, понатаму книга, понатаму јаболко, молив и реков, конечно, ние самите изградени сме од овие честички. Градбени честички на материјата се молекули, понатаму кај јонските соединенија тоа се јоните, и атомите, и токму за атомите денеска ние треба малку да позборуваме. Што значи тоа атоми? Кој го воведува како поим атомот? Старогрчкиот филозоф Демокрит, кој што живеел во 460 до 370 година пред нашата ера, го воведува овој поим. Според легендата, овој филозоф, седејќи на морскиот брег и држејќи во својата рака јаболко, размислувал што ќе се случи ако го подели јаболкото на половина. Тогаш ќе добие две половини. Ако продолжи со делбата, што ќе се случи, што ќе добие? Ќе добие 4 дела. Понатаму ќе добие 16 дела. Ако продолжи со делбата, ќе добие 18 дела. Си поставува прашање, дали ова делење или дали ова делба ќе оди до бесконечност? Дали на крајот оние честички кои што ќе ги добие, ќе го задржат својствата, односно ќе ги задржат оние особини кои што ги има јаболкото? Неговиот одговор бил дека добиените честички на крајот од сите оние делби не можат понатаму да се делат, односно дека делбата не може бесконечно да оди. И затоа го воведува поимот атом, што значи неделлива честичка. Значи атом значи потекнува од старогрчкиот збор атомос, што значи неделлива. И затоа со право овој грчки филозоф во историјата на науката е познат како татко на атомот. Инаку Демокрит сметал дека светот е составен од празнина и материја која го исполнува. Материјата е изградена од честички, атоми кои не се делат, а тие се вечни и се непроменливи. Ке го спомнеме и Џон Далтон од поновата историја на хемијата. Тој представува основоположник на така наречената атомистичка теорија, инаку представува англиски физичар. Оваа теорија уште се вика теорија за атомот, а Далтон го делел своето мислење со грчкиот филозоф Демокрит и сметал дека атомот како најмала частичка не може понатаму да се дели. Атомите имаат маса, тие се мали, ситни и дека многу атоми, односно атоми на различни хемиски елементи може да се комбинираат на различни начини и да градат супстанци. Меѓутоа, 50 на години по неговата смрт, кога Томпсон го открива електронот, и 70 години по неговата смрт, по смртта на Џон Далтон, кога Чедевик го открива неутронот, практично оваа теорија за атомот, за неделива честичка, како да паѓа во вода, односно, со овие откривања на овие помали честички се докажува дека атомот, иако е мала, таа е сложено градена. Значи има сложена градба, инаку е честичка која што е многу ситна и не е видлива ниту со најмоќниот микроскоп. Јас овде се обидов да направам еден шематски приказ за атомот како честичка, вака го представуваме. Атомот во централниот дел се наоѓа атомското јадро во кое што се наоѓаат протоните и се наоѓаат неутроните, значи уште помали честички. И околу атомското јадро се наоѓа електронската обвивка по која што се движат со голема брзина електроните. Инаку атомското јадро, ако ја споредиме големината на атомското јадро со атомот како целина, значи таа е многу мала. Може посликовито да го погледнеме овој пример, каде што овој фудбалски стадион ни представува атомот, додека атомското јадро ќе го представиме во централниот дел со големина на зрно грашок.
Значи, од тука може да видиме колку е таа разлика голема во однос на големината на атомското јадро во споредба со големината на атомот како целина. Она што досега го кажавме, не наведува да дадеме една дефиниција за сложеноста на атомот како честичка и можеме да кажеме дека атомот представува основна градбена честичка на сите супстанции, дека е сложено градена, во нејзиниот состав има протони, има неутрони и има електрони. Протоните се наоѓаат сместени во атомското јадро заедно со неутроните, додека електроните се наоѓаат во електронската обвивка. Нешто што е исто особено важно е да знаеме дека или да научиме дека атомот во целина представува електронеутрална честичка. Зошто е електронеутрална? Затоа што бројот на протони кои што се честички со позитивен полнеж, а се наоѓаат во атомското јадро, е ист со бројот на честички електрони кои се пак носители на негативен полнеж. Неутроните се честички кои што немаат полнеж и тие се имаат улога во одредувањето на масата на самиот атом. Значи, поради еднаквоста на бројот на протони и електрони, атомот представува електронеутрална честичка. Нешто што е особено важно за атомот, тоа е бројот на протоните. Имено, бројот на протоните представува важна карактеристика која што определува за каков атом станува збор. Од тука ние можеме слободно да дадеме една дефиниција за хемиски елемент. Значи, што би представувал хемиски елемент? Хемиски елемент представува множество атоми со ист број протони. Овде имам представено неколку хемиски елементи, односно нивните символи, и ова што сега го говорев можеме да го потврдиме, значи да погледнеме дека натриумот има 11 протони, кислородот има 8 протони, азотот има 7 протони, железото има 26 протони, и што е оно што е важно, а го спомнавме претходно, не постои друг атом на хемиски елемент кој што ги има истите броеви на протони. Значи, само атомите на натриум имаат 11 протони, само атомите на кислород имаат 8 протони. Хемиските елементи се групирани во таблица која што е позната под името периоден систем на елементите. Оваа таблица представува многу важна алатка за химичарите, бидејќи во неа се наведени најважните податоци за секој хемиски елемент. Периодниот систем го направил рускиот химичар Димитри Ивановиќ Менделеев. Тој во една прилика изјавува, вели вака: на сон видов табела во која сите елементи паѓаа на своето место. Тој веднаш се разбудил и ги запишал на лист хартија. И на вистина, до тогаш познатите хемиски елементи тој успешно ги подредил во периодниот систем на елементите. Меѓутоа, неговата гениалност се гледа во оставањето на просторносно места, со точна и голема прецизност оставил место за оние хемиски елементи кои што дотогаш не биле познати, кога тој го уредувал овој периоден систем. Значи, кога тој ја правил таблицата, во тој период имало познато 63 хемиски елементи. Денес периодниот систем изгледа вака, за човекот се познати 118 хемиски елементи, овие хемиски елементи се поделени на метали, понатаму на неметали и семиметали. Инаку во периодниот систем има представено по еден атом од досега познатите 118 хемиски елементи. Еден дел од нив се и вештачки добиени во лабораторија, а поголем или најголем дел се најдени во природата. Едно повторување на крајот од овој видео час за она што представува атомот, зошто е таа електронеутрална честичка, односно за неговиот состав, значи како е изградена атомската честичка. Изградена е од атомско јадро и од електронска обвивка. Во атомското јадро се наоѓаат поситните честички, тоа се протоните и неутроните, додека во електронската обвивка се наоѓаат електроните. Атомот представува електронеутрална честичка затоа што бројот на протони е еднаков со бројот на електрони, а за неутроните како градбени честички кои влегуваат во составот на атомот, кажавме дека имаат улога во одредувањето на масата на атомот како честичка.
Ова се некои воведни информации за тоа што представуваат хемиските елементи и за тоа што представува атомот како градбена честичка на супстанциите. Јас ви благодарам за вниманието до следното видување.